Добар ден и од мене, почитуван председател на владата, почитуван градоначалник, почитуван директори на ПУИК, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Врвен приоритет на македонската влада е решавањето на проблемите на граѓаните. Впрочем, тоа го докажавме и преку носењето на законската регулатива за решавањето на најзагрозените социјално ранливи категории и од друга страна тоа го направиме и со имплементација и на терен. Докажлива имплементација на терен. Денес сме на увид на извршување на градежните работи заедно со председателот на владата, градоначалникот и директорот на ПУИК на оваа социјална зграда од во која што се градат 312 станови, и ова е еклатантен пример за покажување на грижата на македонската влада во однос на решавањето на тие проблеми на најранливите категории кои што имаат сериозни проблеми, кои што немаат кров на глава. На ваков начин ние помагаме на граѓаните. И ова не се случува само овде. Ова се случува и во Неготино, ова се случува и во Пробиштип, ова се случува во Виница, ова се случува и во многу други места, кои што впрочем беше најавено од премиерот, ќе се прават и во наредниот период. Продолжуваме со Демиркапија, Гевгелија, Дебар, Пехчево, Прилеп, така да во голема мера ќе изградиме голем дел на социјални станови кои што ќе помогнат во решавањето на екзистенцијално прашање кои што го имаат граѓаните. Покрај ова сакам да потенцирам дека повторно сме тука, во работна посета на општина Бутел. Јас и претходно кажав, имаме извонредна соработка со градоначалникот и со владата, се разбира и со ресорното Министерство за транспорт и врски. Работиме на голем дел на проекти, работиме делот на индустријската зона во Визбегово и на канализационен систем и на водоводен систем. Сериозно се инвестира за потребите на бизнисмените, за потребите на граѓаните. На тој начин ќе помогнеме и на стопанството, се разбира ќе помогнеме и на граѓаните. Сакам уште еднаш да потенцирам дека преку Светска банка, преку ресорното Министерство за транспорт и врски, одделуваме средства дополнителни за изградба на улици и локални патишта. Општината има аплицирано со тие проекти, се надевам дека брза имплементација на тие проекти ќе направиме, така да во овој период правиме се и како влада, се разбира и ресорното министерство, да колку што можеме ги подобриме условите на граѓаните во општината. Јас уште еднаш сакам да се заблагодарам и на градоначалникот, на премиерот, бидејќи навистина она што го вложуваме на тамошниот период ќе продолжи и понатаму уште посилно, затоа што навистина она што постојано го зборуваме, доколку се има одредени проекти, не е проблем државата ги има средствата, бидејќи тие средства повеќе не се користат за глупости, туку се користат за реални потреби на граѓаните и ние тоа што сме го кажале и го направиме во тамошниот период. Благодарам.